Штипскиот градски плоштад освен со деца е полни со кучиња скитници. Шугави и болни, тие се секојдневен инвентар на најфреквентното место во градот. Градот врие од кучиња, а голем дел од нив или се болни или агресивни. Штипјани тврдат дека безбедноста им е загрозена, посебно на најмладата популација. Децата од училиште не смееме да ги оставиме сами да доаѓаат, мораме да ги пречекуваме и од други причини, меѓутоа еве и кучиња скитници често пати плашат се од нив. Мислам дека е време веќе, крајно време да се преземе мерки против тие скитници. Има и во периферните. Да има доста кучиња, така. Страшно и за децата и за нас. Болните кучиња можат да бидат преносители на разни заразни заболувања, а се поголем е бројот на граѓани кои во итната медицинска помош поради напад од куче бараат лекарска помош, вели докторот Јусеин Османов, кој случајно денес го затекнавме на градскиот плоштад. Приметливи се во последно време дека имаме и од таа група нешто кучиња, оно народно што би се рекло шугави кучиња, така да самата популација треба да биде многу предпазлива. Меѓутоа, некако и кучињата доста се агресивни во последно време, така да и ние во нашите служби имаме често интервенција од тој поглед дека случајни минувачи, како што се минувале по улица, биле нападнати од група кучиња, така да луѓето се многу испрашени. Од општината информираат дека работат на решавање на проблемот, но работата ја кочат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Стационарот е веќе готов, само се чека надлежните да ја утврдат состојбата и да дадат свое мислење во врска со исполнување на критериумите. Откако агенцијата ќе даде зелено светло, ќе се бара ветеринарна станица која ќе се грижи за здравствената состојба на кучињата. Согласно проектот, стационарот ќе биде со капацитет од 18 кафези и ќе се простира на 200 метри квадратни. Изградбата ќе чини над 250.000 денари.